Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Ракометната судиска двојка од Македонија, Драган и Марјан Начевски, своевремено беше една од најдобрите во светот. Сите знаеа дека тие има чувство за игра, дозволуваа да се развие убава игра, а тоа е она основното во извршувањето на арбитражата, да им се овозможи на двете екипи рамноправно да се борат, а судиите да имаат рамноправен однос и кон едната и кон другата екипа. Токму поради таквиот приод кон играта, овој наш ракометен тандем имаше авторитет и високо котираше на европската и светската ранг листа, неколку години дури беа на првото место на европската ранг листа, што говори дека се работеше на вистина за квалитетни суди. Во својата кариера овој наш тандем одсуди 6 светски, 6 европски првенства и 2 олимпијади. Тоа е навистина едно богатство за да се има како Македонија представници на сите овие приредби, ако ги собереме вкупно 14. Па во оваа емисија ќе стане збор за Драган Начевски, повозрастниот од тој тандем. Драгане, добро дојде во емисијата посветена на македонските спортски легенди. Ти активно не играше ракомет, меѓутоа потекнуваше од една ракометна населба, Пролет, а веднаш до Пролет беше и Миđурин, па постојаното ривалство на Јук и Пролет придонесе ракометот да е спорт број 1 во тие две населби. Дали тоа беше потик еве за тебе да се најдеш во ракометните води? Токму така, значи потекнувам од таа населба Пролет, која што во тоа време, да кажам, имаше навистина измореден тим, и немаше, целата населба живееше за тој ракометен тим и тука се всушност и почетоците на љубовта кон ракометот, да кажам, во една смисла да моите почетоци се врзани со Пролет, меѓутоа и до ден денеска едни убави спомени за еден убав живот, за еден убав спортски колектив кој што придонесе да таа населба со години живее и работи за тој ракометен клуб. Веројатно кога влезе во ракометот и не помислуваше дека толку високо ќе одлеташ, па да кажам сега на почетокот од емисијата дека ти си спортскиот работник од Македонија што се наоѓаш на највисока функција воопшто од сите наши спортски работници во една меѓународна федерација и тоа Бога ми во една комисија која има големо значење, ако не и најголемо. Ти си председател на судиската организација на Европската ракометна федерација, член си како таков и на светската, а исто така член си и на надпреварувачката комисија на ЕХФ. Тоа се функции за почит. Какво е чувството да бидеш на тоа место вака за почеток, а потоа ќе разговараме и за се она што носи таа функција. Благодарам, значи навистина јас немам евиденција дали имам највисока, меѓутоа пона што досега, а долго време сум во спортот, значи мислам дека е навистина највисока функција која што некој од нашата држава обавувал. Би сакал да тоа не биде и да не остане така, да во иднина и други обавуваат уште повисоки функции. Меѓутоа, значи 2012 година на Конгресот во Монако бев избран за председател на судиска комисија на Европската федерација, иако предходно 4 години веќе бев член на таа судиска комисија како член. И значи на изборот во Монако имав 5 против кандидати, значи од едни силни држави кои што во ракометот значеа многу, но ете, се деси тоа чудо да еден македонец стане председател на Европската судиска комисија. Добро, тука повлекоа можеби резултатите претходни еве на Кометал, европски шампион, потоа на репрезентацијата, токму во тој период игравме можеби најдобро и она европско првенство во Србија и сите тие настапи, па и луѓето кога размислувале сигурно рекле доаѓа од една ракометна земја. Па добро, се слагам Зоки дека може би да е и тоа нешто како
да кажам, да влијаело, меѓутоа пред се влијаеше нашата судиска кариера и она што во нашата судиска кариера со Марија Начевски немавме ама буквално никаква дамка. И сето тоа некој дали го следеше или не го следеше или го ценеше, меѓутоа после изгледа дека се ценеше со изборот значи не бев единствен кандидат или да имав еден кандидат, имав 5 кандидати, значи почнувајќи од Полска до Швајцарија и да не ги набројувам сите, значи каде што можеше секој да биде, верувајте, во првиот круг ги добив сите 5 кандидати, што е да кажем еден куриозитет, да од 50 гласови колку што брои Европската федерација и европски земји, со 28 значи ги добив уште во првиот круг. Ова е вака почетно представување за тебе, да знаат дека покрај тоа што беше судија, обавуваш една таква функција. И сега ќе стигнеме до функцијата повторно, некаде кон средината или крајот од емисијата е сега за оние први надпревари што си го судел, со кој си бил во тандем и како изгледал тој период, кога си стапил на ракометната сцена? Моите почетоци почнуваат од 1980 година како судија и значи во текот на својата кариера, да кажам, променив повеќе партнери во смисла на колеги со кои што судев. Најверојатно, да кажам, најпознат во тоа време беше Никола Стојан Кускуле, каде што долги години судевме на Втора Југословенска лига и нормално Македонска и Втора Југословенска лига, да потоа продолжам со АЦ Ване и судејќи во Првата Југословенска лига, а од осамостојувањето на Македонија, значи од 91 година, почнавме со Марија Начевски. Тука родбинската врска беше. Родбинската врска проработи, решавачка, па да ви кажам, навистина беше решавачка, бидејќи со веќе покојниот АЦ Ване, за жал, значи, навистина бевме изморедна судиска двојка и како другари, и како судии, меѓутоа, како што рековте, родбинската врска проработи и не ми беве. Значи, после тоа се случија многу работи со огромни успеси и, значи, навистина човек нема за што да жали. Постигнавме навистина во судењето она што би посакал секој во животот да го има. Стигнавте до самиот врв, погоре. Погоре од тоа немаше, значи нема што не сме отсудиле, значи во ракометот. Од олимпијади до светски, европски првенства, финалиња, значи на сите европски купови, да не ги бројам, сигурно се преку 11-12. Така да, значи, сето тоа што го направивме и да на секој е важно надпреварување. Ние под полуфинале никогаш не сме биле. Подсетиме сега на некој надпревар од тој период меѓу 80-та до распадот на државата и до формирањето на нашата лига, нашата федерација и почетоците на нашето учество на европска сцена. Да, значи во тој период, значи од 80 до 91 година имаше многу надпревари на кои што надпревари, да кажам, кои што одлучувале, кои што во нашата лига во тоа време имаше прва, втора, трета македонска лига. Значи немавме под 16, минимум беа 16 клубови. Значи, ракометот од тоа време, значи, се експонираше како еден од она што, да кажам, за нашето поднебје, борењето и ракометот, мислам дека се спортови број 1 и 2, а, значи, не омаложувајќи ги успесите на Вардар во тоа време, да кажам, во бивша Југославија, каде што стана, нели, и шампион на Југославија, меѓутоа, во секој случај, во колективните спортови, мислам дека најголеми успеси и во тоа време, а и сега, еден Пелистер, кој во тоа време во Југославија играше видна улога, да кажам, и никогаш не беше под второ место, и борејќи се за титула, меѓутоа, за жал, во тоа време знаете како идеше, се што не беше околу Белград, не можеше никогаш да биде тоа што треба, иако Вардар беше нели во фудбалот исклучок, за да на еден начин постане подолго време се одржува во првата лига, да стане и шампион.
Овде металопластика, добро, од другиве републики Па и имаше Хрватска имаше Загреб беше доминантно место. Загреб беше Медвешчак беше во почетокот, инаку Загреб како Загреб веќе во подоснежните, да кажам, веќе да кажам распадот на Југославија и после распадот на Југославија можеби има подоминантна улога во ракометот на овие простори. Јас се сеќавам, простори. може ќе се сетиш и ти помладци, Босна и Херцеговина имаше добри екипи, Борис Бања Лука, Млада дефинитивно. Босна, Борис Бања Лука, европски првак беше, па Криваја имаше прво Криваја лигаш, Завидовиќ, од Завидовиќ и да. така. Се сеќам јас на некои работи. Па од добро, имавме комбинатото. и Железничар Сараево го имавме Ице Магдинчев беше во тоа време и тренер и на Железничар во таа прва југословенска лига. Така да имавме доста, да кажам, ракометот беше и во Македонија, меѓутоа и во бивша Југославија, значи имаше 4 втори лиги, со тоа што значи 3 наши македонски, 4 втори и меѓурегионални и плюс прва Југословенска лига, значи во тоа време, па не знам како луѓето наоѓале на вистина пари. Сега во ова, да кажам, криза или како да ја наречам сега, Во ново време потешко се доаѓа средства. Буквално, значи е многу тешко да се најдат средства. Во тоа време беше, значи на вистина и невозможно да биде лига под 16. Се наоѓаат сега, ама за 2-3 клуба, тие другите, како што вели народот, живуркаат. Живуркаат. И одвај обстануваат. Па во она време, значи, од Кавадарци до Охрид, до, да кажам, Неготино, до Струмица, Гевгелија, значи немаше град во Македонија кој што Велес, кој што немаше екипа рангот од надпреварите. Па имавме 9 екипи кои што игра во втора лига во тоа време. Значи последна која што влезе, колку што се сеќавам, беше Свети Николе и после тоа со години остана во таа втора југословенска лига да игра. На некој надпревар од тој период од 80-тите до 91-та? Па надпревар, ете да кажам, со Николовски Стојан судевме еден решавачки надпревар и тоа ми беше прв надпревар со него судејки заедно. Значи во тоа време Шик Јелак или Љуботен, како сакате, со работнички, кој што ако Шик Јелак изгубеше, испагеше од лига, ако работнички победи, е првак на Македонија, оди во втора лига, а ако работнички изгуби, токму тогаш и влезе Овче Поле од Свети Николе и тоа беа нивните почетоци, да кажем, во втората југословенска лига. И мислам дека еден од потешките надпревари што воопшто сум ги одсудил во животот, се играше на отворено, колку што ако се сеќавате. Така да, навистина тежок надпревар, иако сите беа убедени дека во тоа време работнички, значи цело време водеше во лигата, меѓутоа на крај го изгуби тој надпревар и Свети Николе влезе во втора југословенска лига. Борбените тетовчани возложија Свети Николчани да влезе во втора лига. Токму така. Меѓутоа имаше во секоја екипа имаше навистина играчи за почит. Мислам дека денеска зборуваме за некои играчи кои што, ете, вака или онака, меѓутоа во тоа време, значи во Македонија такви ракометари имало што сега кога би можело да направиме една македонска репрезентација, со почет би било во Европа. Да им ги вратиме годините и да играат со овие сегашни, една комбинација супер би било. Па замислете сега да го имате Кире Лазаров и Пепи Манасков, да кажем, како бековска позиција. Да биле во исто време, кај што може да кажам во исто време во години. Па и Јовановски на гол. Па Јовановски на гол, па Чаве Атанасов. Така, па еден Кире Ивановски на крило, па Аце Станковски на лево и така натаму. Меѓутоа, велам, значи, од секогаш сме имале играчи за почит. И во тоа време, значи, тоа е надпреварот Јелак или Љуботен со работнички, победа на тетовчаните и опстанок во лигата, некоја друга средба? Па повеќе средби имало, значи навистина дали за квалификации за втора лига кај што биле или во самата втора лига каде што одлучувале надпревари за влегување. Значи судевме, да кажам, исто со Николовски Стојан во тоа време, бидејќи таа цела втора лига ја поминав со Николовски Стојан. Значи Трепча Дубочица, каде што одлучуваше ако Трепча победи, Вардар е првак и ќе влезе во прва лига и тоа беше всушност првото влегување на Вардар во првата сојузна лига токму со тој надпревар. Каде што многу игри се одлучува, да кажем, и се игра пред тој надпревар,
не сакајки или сакајки, Трепча сакаше во тоа време да го пушти надпреварот на Дубочица. Меѓутоа и сами не знаеме како заврши, меѓутоа заврши еден разлика за Трепча на крајот на краишта и Вардар влезе во таа прва сојузна лига југословенска. Притисоци имаше во тој период? Притисоци, знаете што, значи да се суди во тоа време беше навистина храброст. Посебно на Косово и Црна Гора, во тоа време да кажам дали Морнар Бар, дали Ловчен, дали Будучност, или пак на Косово, која сакате земите екипа, значи од Борац Урошевац па до Самодрежа, значи многу тешки надпревари и токму тоа мислам дека беше и после за нас добро. Да, се калевте низ тие надпревари, така да секој надпревар на меѓународна сцена ни беше како играчка. А да не зборувам и во домашното првенство, да кажам, во Македонија, каде што немаше надпревар, каде што од Тиквеш Кавадарци, значи до не знам до каде, до Неготино, до Богданци, до Прилеп да не го забравиме, беше навистина еден центар Прилеп, Битола беа центри на ракометот кај нас, Борец, Велес, Охрид, Струга, значи немаше надпревар кој што, значи навистина требаше да имаш храброст и знаење за да може да го завршиш тој надпревар. Кај ти беше најтешко да судиш? Кој беше најжежок терен во тоа? Па добро, најжежок терен верувајте ми, не е сега да кажам, имало тешки терени, меѓутоа верувајте ми дека можеби токму затоа и успеавме, не сум имал едноставно никаков страв во мојата кариера. Имав една непријатна случка, меѓутоа тоа понатака се случи после осамостувањето во Прилеп, каде што мене физички не нападна и мене и Маријан, и сите мислеа дека можеби тоа ќе биде крај на кариерата на Начевски, меѓутоа за жалото, за нивна жал, не за наша, да кажам, среќа. Добро беше и тоа искуство повеќе. Испадна како еден поголем поттик да понатаму, значи да им докажеме дека сме навистина добри. Во таа истата година кога не нападна, отидовме на Олимпијада во 2000 година 15 март, Прилеп Вардар, Тутунски Вардар, каде што немаше никакво значење, да кажам, надпреварот во смисла на надпревар. Вардар беше секако прв, меѓутоа заради некои работи кои што во тоа време од политиката или некои други работи се случува, меѓутоа помина и тоа. 15 март ми е, да кажам, втор роден ден, така да толку беше жестоко. Толку жестоко беше, бев во болница 15 на 20 дена со, да кажам, потешки повреди. Меѓутоа, и ден денеска, зборувајќи за тоа, се чувствувам горд дека навистина во својата кариера не сме имале никаква дамка. И сето тоа што се случува, имаше последици. Па Маријан немаше, Маријан имаше повеќе среќа, да кажам, да го пикнат во тунелот, значи под трибините, каде што имаше повеќе луѓе. А јас ме одвоива, бевме сосема доле во соблекувалните, значи со двајца полицајци, и покрај тие двајца полицајци обезбедувањето на тогашниот директор на Тутунски комбинат, повеќе од 8 луѓе, че дојдоа, не употребија рак. Значи, да не кажам, значи, што све се случувало, ако не употребила рак. Така да, животот навистина ми беше на конец и мислам дека тогаш се опростив со семејството, меѓутоа имало Господ да се очува и да постигнеме понатаму едни резултати кои што... Тоа можело да влијае и врз твојата кариера, да речеш, после ова кревам раце, меѓутоа со тебе не се случи тоа? Не се случи, јас најбрзо што можев се вратив и токму таа година добивме номинација и на летните олимписки игри во Сиднеј, отидовме како пар за прв пат можеби од Македонија и амајве, имаме наследници, така да и тие го продолжија тој пат, меѓутоа за тоа сигурно подоцна. Сега пак се враќаме на оној период кога се распадна Југославија и кога почнавме да действуваме како самостојна држава, Македонија. Беше формирана, постоеше федерација, меѓутоа сега веќе со поголеми овластувања, поголеми ингеренции, со поголеми обврски. Требаше да се мисли
за лигата, требаше да се мисли за настапите на нашите клубови во европските купови, требаше да се мисли за репрезентативните селекции од оние кадетските до сениорските, женски, машки и така. Опиши ни го тој период, каде се наоѓаше ти? Па во тој период, да кажам, станав, може би не можам да кажам дали бев прв генерален секретар во таа, да кажам, самостојна Македонија, меѓутоа од 93 година до 99 бев генерален секретар во Ракометната федерација на Македонија и токму тие години всушност беа ова што сега го кажувате. Значи, организација, дали во смисла на клубска, дали во смисла на репрезентација и сите тие работи за една афирмација на една млада држава, како што беше Македонија во тоа време. Меѓутоа, сметам дека со помош, значи, нормално и како Марија Начевски, без разлика што во тоа време, да кажам, веќе и станавме, значи, судиска двојка, меѓутоа со неговата фирма Срем Скопје, значи беше еден од главните спонзори на Ракометната федерација и за жал, Зоки, многу луѓе го заборавија сето тоа и ги заборавија сите тие работи што не како судиска двојка. Значи, како луѓе кои што заљубеници во ракометот и во спортот, многу работи дадовме, значи, во тоа време со председателот Бојков, кој што беше една изворедна личност, секогаш голем политичар, голем тактичар, да работите ги реши на најубав начин, да Македонската ракометна федерација биде примена во сите тие светски, да кажам, светската ИХФ и во Европската подоцна федерација под името Македонија и како Македонски ракометен сојуз, што знаете колку беше борба и до ден денеска е борба во признавањето на некоја асоциација и да бидеме како Македонија. Меѓутоа во ракометот буквално, значи, бевме примени и во светската и во Европската федерација како Македонија. Во тие, значи, почетни години не знам дали и колку сум бил дома. Значи, каде што можеше да се оди по конгреси за промоција на државата, за афирмација на ракометот, направивме навистина многу. За жал, може би ова се некој ќе го свати како некоја лична промоција, меѓутоа фактите се тоа. Тоа е вистината и она што го кажавте после тоа Кометал, секоја чест на Кометал, меѓутоа Македонија долги години беше позната по Начевски. И остана, да кажам, позната во секое време, кого год да прашате во ракометните спортови, кругови во светот, само спомените Начевски, мислам дека нема човек кој што не знаел, а поготово што и понатаму сме во жижата на интересирање и сме уште присутни во спортот. Добив чувство дека за тие жртвувања што ги имаше и ти и посебно Марјан, сметајќи го оној финансиски аспект, дека доволно тоа не се почитувало и не се цени и така поминувале луѓето. Што во федерацијата должност му е да дава. Ако е така, па каде се сега луѓето да даваат? Не само еден, после тоа дојде Михајло Михајловски, кој што долги години беше спонзор нели на Вардар, па стана и председател на федерацијата. Така да долги години тој инвестираше и даваше и, да кажам, тие поголеми успеси репрезентативни дојдоа во негово време, во машкиот, посебно во машкиот ракомет, да на крајот сега дојде Живко Мукаетов и среќа што во ракометот секогаш се наоѓале одредени личности кои што во одредено време, значи, инвестираат и даваат и навистина е сега многу добро што го имаме Живко Мукаетов, еден познат бизнисмен од Македонија кој што може тие средства да ги троши каде што сака. Меѓутоа решава, значи, да ги дава во ракометот и да возможи за напредок од младинските па до сениорските, каде што секоја година сме веќе усталени, дали на Европско првенство или Светско првенство. 2 пати се боревме за Олимпијада и не можам да го прежалам, посебно никој не може да го прежали тоа. Каде што игравме со Тунис, иако Тунис не е екипа која што е за подценување. Меѓутоа, мислам дека имавме огромни шанси да прв пат во животот и може би единствен во ракометот станеме членки на Олимписките игри и да играме на тие олимписки што беа сега во Рио. Го спомена Живко Мукаетов, навистина вложува големи напори за одржување и за подигнување на нивото на ракометот во државата, но и тоа не е случајно. Еве ќе ти кажем, јас се
познавав, добар пријател бев со неговиот покоен татко и тој беше влюбеник во спортот и сакаше да финансира, па некако излезе дека Живко практично го продолжува она што го посакуваше неговиот татко и добро е да има такви бизнисмени во Македонија, зашто обезбедуваат еден сигурен обстанок на спортот во кој што работат. Не е тоа само некоја фарса или инцидентно дошол, па месец-два, па се повлекол и така. Да, тука да не го заборавиме Трифун Костовски, значи во времето на Бојков, Трифун Костовски беше и после тоа и стана и председател на Ракометната федерација, значи изузетни спортски личности во ракометот ги имаме тие. Секогаш, и затоа велам, јас сум несреќен, пресреќен, што секогаш во одреден момент кога било најтешко, се појавувал некој човек. Дали бил Бојков, дали бил Трифун Костовски, дали Михајловски, дали Начевски, дали Живко Мукаетов или понатаму кој ќе биде во иднина. Се надевам дека Живко е многу млад човек и дека неговата љубов кон ракометот ќе остане и ќе инвестира ќе го задржи подолго време. Би било добро за ракометот и за напредокот и развитокот на ракометната игра.